Во вчерашната емисија на Ексклузив, гости ни беше младиот фудбалер Елиф Илмаз, кој во моментов игра во турскиот фудбалски гигант Фенербахче од Истанбул. Со Елиф разговаравме на многу теми, а се разбира го прашавме за трансферите, за животот во Истанбул, за приватниот живот. А некаде кон крајот на емисијата го предизвикавме да избере со која позната македонка би сакал да оди на романтичен викенд. Од неколкуте убави предлози, тој категорично ја одбра нашата позната ТВ водителка Лила Филиповска. Пази, зборуваме за романтичен. Лила, ајде. Лила, добро. Лила. Следно? Добро, одлично, сигурно. Ајде, која е следна? Која е следна? Ова е Бојана Нушкова, дали ја знаеш? Ја знаеш. Ја знам. Ти се гледаш во очите. Манекенка. Следиш убави манекенки, ти ајде со фудбалери одат. Лила или Бојана? Лила. Пак Лила? Да. Добро. И мислам дека имаме уште една како за крај. Лила и Лина Пеовска. Лина, ја знаеш ли? Лила. Значи Лила е толку лесно, Лила одиш. Стилна девојка кој што одговара, водителки. Лила, одлично. Заедно со Лила одите во Турција на романтичен викенд. Ја носиш. Екипата на Ексклузив веднаш ја побара Лила, за да ја праша дали би ја прифатила поканата, а нејзиниот одговор ќе ви изненади сите. Еве што рече таа. Лила, извини што те измртвавме од работа, знам дека се снимаш, ти имаш работа, ја работам. И ти снимаш. Да. А не беше денеска гостин во Ексклузив наш познат фудбалер кој игра за фудбалскиот клуб Фенербахче, се вика Илмаз, го знаеш? Лично не го знам, јута нормално дека знам кој е, со оглед на тоа каде игра и дека е нели дете од довој наш град. Да. Секако нели следам информации, новитети и така натаму. Така што да, знам дека станува збор за одличен фудбалер. Имавме интересна игра за него, покажавме еден куп убави македонки, меѓу кои беше и ти, и он категорично. Значи мене ме ставивте во куп. Во купот на убави жени. А, така, значи ама куп имаше, така? Па не, на 5-6. Добро. Неговата интересна реакција беше Лила и само Лила. Па види се, јас според ова негова изјава ќе кажам само една работа. Значи дечкото е млад, згоден, одличен фудбалер, а при тоа има и одличен вкус за жени. Така што. Така е. Па тоа е тоа. Многу скромно. Thanks. Не скромно, вистинито, види, реалноста е таа. А не ти кажам која му беше уствари, која не беше на крај задачата. Има ти задача? Да те однесе на романтична вечера и даде ќе прифатиш, затоа сум јас тука. Како проводач? Ја сега да речам ти што ќе правиш. Во зависност од колку е романтична, со оглед на тоа дека не се познаваме, значи вечерата не може да биде романтична, може да биде пријателска, така? А за понатаму тоа ќе видиме. Инаку за пријателска вечера, особено со некој како Елиф, и човек кој што го кажал тоа што го кажал за мене, за некоја би рекла не во овој случај. Да. А уште еднаш ќе се заблагодарам први нели на тоа што дојде. Второ на Елиф Илмаз за убавите зборови, знаеш како велат, кај те кудат бегај, каде те фалат оди, така што не разбирам зашто како би било поинаку. На колку вакви понуди за романтични вечери добиваш преку ден? Преку ден? Да. На дневно ниво? Па види се, не можам да кажам дека тоа на дневно ниво има не знам по колку, меѓутоа се случува. Тоа јас со оглед на социјалниве мрежи, јас знам дека не постои дама која што има нели било каков профил која што не добива такви понуди, особено ако е некој нели популарен и го знаат и така натаму. Да морам да кажам дека има бајаги, дека луѓе кои што се навистина пристојни и културни. И многу ми е драго што имам такви, да речам, следачи. Постојат секакви, меѓутоа во процентуалниот однос, во случајот на моите следачи и обожаватели, сепак е во позитива за оние кои што зборуваат или пишуваат позитивни коментари или убави пораки. Јас често знам да ги споделам тие пораки на стори, чисто како благодарност и еден подстрек за сите дека навистина само љубовта може да не спаси. Мислам, навистина да се престане со тоа негативно размислување и негативната мисла, негативниот коментар, пошто ти ќе го напишеш, што е за тебе зборува и ти нема да се чувствуваш убаво. Не он, тој другиот ќе го избрише и многу му е гали што си напишал. Така што да, тоа е да речеме, да чисто го кажувам, велам да шириме љубов и вакви убави приказни да шерувате и да снимате, каде што нели ќе се спојат и ќе се видат луѓе кои што имаат убаво мислење еден за друг, а не нели да никого да смируваат или да скаруваат. И на крајот останува да видиме дали конечно ќе се сретнат убавата Лила и фудбалерот, на кој му следи блескава светска кариера. Oh, gomma, che me voglio maritare,
guagliotta che me voglio maritare, Giovanna la guagliotta che me voglio maritare, Giovanna la guagliotta che me voglio maritare, ehi!